Над 30 ученици годинава учествуваа на 13-тиот поред детски ликовен камп Асном, кој традиционално се одржува под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Освен ученици од основни училишта, учествуваа и лица од Центарот за попреченост Порака наша и Дневниот центар за лица со попреченост. На учесниците и нивните ментори на свечен настан кој се одржа во ресторан Грација им беа доделени благодарници од Фондацијата за култура и спорт и Советот, задоволни од реализираното. На наше големо изненадување имавме сериозен интерес од страна на учениците од основните општински училишта кои се и учесници на самиот детски ликовен камп. Поради тоа што неретко сме ограничени со средства за реализација на овој настан, одлучивме да се пријавуваат по само дваица талентирани ученици од секое основно општинско училиште, па така имавме вкупно 25 учесници од општински основни училишта, 8 учесници од Порака наша, двајца учесници од Дневен центар и двајца гости од кои претходно биле учесници на детскиот ликовен камп, меѓутоа веќе се средношколци и изучуваат ликовна уметност. Забележуваме дека учесниците на детскиот ликовен камп во изминатите 13 години колку што постои, многумина од нив продолжуваат да се дообразуваат во областа на уметноста, односно конкретно ликовната уметност. Годинава се работеше во 4 техники, тоа заборавив да кажам. Секоја година пробуваме нешто да промениме, затоа што неретко имаме исти учесници додека не го завршат основното образование. Во текот на годината, септември месец или октомври месец би требало да се случи биеналната изложба, каде што ќе бидат изложени делата од овогодинешниот детски ликовен камп, како и делата од изминатата година. Наша идеја е да истите дела бидат ставени на аукција и по продажба на делата средствата да бидат донирани во Центар за лица со попреченост Порака наша или за некое дете ако во тој момент има нужна потреба. Ова е 13-та колонија поред, колонија која секогаш на површина вади млади, нови таленти од основни училишта, кои потоа се насочуваат да одат и на ликовна академија. Моментално имаме многу учесници од основните училишта, а имаме и двајца од средно стручно ликовно училиште од Скопје. Тоа се наши кумановци кои влијаат на техниките кои ги спроведуваат децата, разговарат постојано со нив, им укажуваат на некои работи. Добра работа е на овие колонии дружба на децата. Значи споделување, крадење на некоја идеја, споделување на идеја, унапредување на нивните уметнички способности. Добра е дружбата на менторите, споделуваат многу работи, размисли како може да се унапреди оваа колонија што се однесува до Советот и градоначалникот, мислам дека е континуирана поддршка и мене секогаш ми е мило кога доаѓам да отварам една ваква колонија, особено затоа што станува збор за наши деца од Куманово и поттикнување на нивниот капацитет. И учесниците и менторите задоволни од изминатите 4 дена организацијата на кампот, но и создадените дела. Секоја година има се повеќе учесници, се поголем интерес и како што гледате се подобри и подобри резултати. Децата денеска твореа во 3 ликовни подрачја: графика, сликање и скулптура. Од скулптура за ова година избравме да работат оригами со хартија. Работеа и акрил на платно. Работеа од графика монотипија и дури успеавме да направиме и неколку интересни илустрации. Ова година за прв пат се обидовме да направиме и искочија безпрекорни резултати, асемблаж. Мислам дека резултатот од оваа изложба е прекрасен, затоа и очекуваме изложбата што ќе биде следната година да биде уште поинтересна. Прв пат учествувам во детскиот ликовен камп Асном и можам да кажам дека сум многу задоволна. Преубаво си поминав овие неколку денови. Стекнав многу пријателства, сите си помагавме меѓусебно со делата, си дававме инспирација едни на други. Исто така се создадоа и многу убави слики, дела и слично. Ова слика јас ја насликав и исто така и некои други дела во просторијата. Ова ми е веќе втора година тука и сега сум повикана како гост, лани бев како учесник.
Навистина прекрасно искуство, навистина многу интересно и одлично. Супер. Ова година учествував во ликовен камп Асном за деца. Техниките што ги користевме годинава во кампот беа секање на платно, работевме монотипија, асемблаж, исто така имаше и оригами. Интересно е во кампов, презадоволна сум, ова ми е втора година да учествувам, би учествувала пак и мислам дека би продолжила во ваква насока. Создадените дела ќе бидат изложени на изложба која е предвидено да се одржи кон септември.